Треба да се водим исклучиво во развој на еко, активниот туризам, искуствениот туризам, аматуристичкиот туризам, затоа што станува збор за туризам каде што примарните влогови не се високи, не се големи, од друга страна ја чуваме природата, а третата најважната работа, сета таа инвестиција е многу брзо повратна и за општина Битола и за државата, значи бенефитот е нешто што најбрзо ќе го видат граѓаните, без да правиме некое поголемо скрнавење на природата. Секој заштитен простор, вреден простор, е под притисок од туристите, значи, а прва под притисок е инфраструктурата. Затоа што ако немате инфраструктура, немате производ, вие не се движите низ планината. Тука е компромисот да го најдеме сите заедно, не ние како туризмолози, колку може планината да истрпи, за да внесеме луѓе во планината кои што нема да оштетуваат, напротив, ќе го збогатат тој простор. И оваа студија треба да, во секој случај, да придонесе прво да ги согледаме потенцијалите кои ги имаме, сето она што постои на терен, кој го знаеме, меѓутоа и кој не сме ни свесни дека постои, да ги сублимираме и искуствата европски и светски во овој дел развојот на туризмот и да направиме на софатна студија.